You were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Кога ќе видиме реалната слика на животот, во светот очигледно се некако една привидна илузија, што од облека, од услуги, од телевизија, интернет предмети, работни места, серии, филмови, музика, настани, системи, политика, продавници, секаква трговија, буквално се е создадено од ништо, од обичните луѓе, односно големите капиталисти и малите бизнеси кои што сакаат на некој начин да прават профит. Се е една голема игра на големите и високо развиени и размножени и мокни држави и властодржци. Но тука спаѓаат и сите обични луѓе кои на некој начин се дел и подпомагачи на овие високо обштествени индивидуи, бидејќи со тоа што тие ги зголемуваат цените и прават поголем профит од зголемувањето на цените, на тој начин тие стануваат дел од овие високо развиени власти, кои што на некој начин единствена цел им е само профит и перење или правење пари од обичниот човек. А обичниот човек очигледно дека се вклопува затоа што мора да преживее на некој начин и несвесно влегува во таа игра на матриксот која што ја налагаат овие големи мокници, од политичари до големи бизнисмени, хиерархијата која што има најмасовни пари, до овие мали ситни бизниси кои што на некој начин несвесно ти инволвираат производи, услуги и предмети кои што на некој начин наведом мораш ти во овој матрикс да живееш со нив и да ги купуваш, ама да ги купуваш со енормно високи цени, за да можеш на некој начин да бидеш дел од матриксот, односно општествениот живот. Тоа веќе неколку пати го споминувам уназад во многу видеа каде што се прават манипулации со пари. Ако не сте го погледнале тоа видео, ќе го ставам линкот токму тука, погледнете го, бидејќи со манипулациите на парите луѓето несвесно мораат на некој начин да се прилагодат, бидејќи поединецот не може да пресечи да каже: слушај, јас нема тебе да ти се вклопам во ова што ми го наметнуваш, ќе си одам по свој тертип. Тој мора да купува храна, мора да плати струја, мора да купи облека и неопходни ресурси кои што му се потребни во животот за да преживее, затоа што е дел од систем, дел од мало, дел од улица која што е дел од град. А тој град налага што? Налага матрикс, систем кој што алудира на материјално, на поголем профит и фактички секој слој од немок влегува во тој општествен матрикс на живење кој што целосно духовно го деградира. Ние сме на некој начин буквално ист пример на она што се случуваше во првиот дел на филмот Матрикс.
каде што на некој начин луѓето спијат во општествениот живот и едноставно работат од 8 до 4, живеат некој просечен навикнат начин на живење и истиот тој начин на живење него ни приметуваат дека можеби е неправилен или недобар за нивното духовно здравје, ама го живеат. И имаше нели еден момент во филмот каде што Морфеус на Киано Ривз, односно во улогата на Ноа, имаше една многу интересна сцена, многу слична на Бог, која што всушност метафорично прикажува еден избор, подсвесен избор на духовно ниво кој што секој човек треба да го направи. Морфеус на Ноа во филмот му велеше, односно на Киано Ривз, во плавата капсула ти нудам да останеш, да продолжиш да живееш во стариот начин на живење, каде што не си свесен, каде што се едно исто, каде што купуваш, им даваш пари на работодавци, на услуги, на се што ти нуди системот, да продолжиш да го живееш тој начин на живење, да останеш во системот како што живееше до сега, со сите твои навики, работење за зло, купување од зло, несвесно живење на некој површен материјален живот и едноставно да си живееш така до 80-90 години додека не ти чукне смртта на врата, или имаш црвена капсула која што ти вели можеш да ја земеш и да буквално ги отвориш четирите очи за она во кое што живееш, односно за кого живееш, кој ти дава пари, тој што ти дава пари, од што заработува, што поддржуваш, какви реклами гледаш, дали свесно ќе прифатиш да се вклучиш во овој живот кој што ти се пласира од медиумите, од социјалните мрежи, од се она што постои и ќе го прекинеш тој циклус на живење кој што е наметнат очигледно и ќе почнеш да живееш по духовен начин на живот, одвоено од она што системот го пласира. Во овој случај системот пласира да бидеш заврзан од сите страни, да бидеш роб на нечии даноци, на нечии плати, на нечии услуги и така натаму. Што значи, исто како во филмот, во таа сцена, Бог нас во овој случај ни вели или ќе продолжиш да живееш вака и ќе бидеш дел од злото и нема да бидеш среќен и духовно ќе пропаѓаш, бидејќи духовно се деградираме ние кога живееме материјалистички, или ќе дојдеш на овој начин и ќе живееш подуховно, ќе ги почитуваш духовните закони, ќе ги намалиш материјалните потреби, идеали, луксус, пари, плата и нема да бидеш роб на нечија плата, да зависиш од месец за нечија плата, туку едноставно ќе го преземеш својот живот во своји раце, ќе се доближиш до Бога и ќе станеш свое независно битие со свој идентитет кој што ќе биде целосно подпрен на Бога и нема да зависи од овој систем. Нема да зависам од телевизија која носи никакви ниски катастрофални вредности. Нема да зависам од социјални мрежи и да ширам омраза по коментари или да читам секаква телевизиска реклама или вести кои што ми се пласираат за да ми влеваат мене страф и да ме држат во една преживувачка состојба од која што ќе мислам дека подобро е тука отколку да земам да направам нешто од животот кој што ќе ми донесе среќа. Сите тие нешта кои што се пласираат во тој матрикс на живење во општеството носат последици на грч, стеснување, стагнација. Подобро е тука отколку да направам било каков чекор, подобро прилагоди се бидејќи ќе бидеш црна овца, подобро молчи затоа што ако не молчиш ќе бидеш занудена на некој начин, осуден, неприфатен, вреѓан, онлайн булинг и така натаму. Еве ќе ја земам пример телевизијата. Ние за да можеме да имаме телевизија мораме да платиме некој за да ни пушти интернет и телевизија за да имаме во нашите домови. Ама за да го платиме тој интернет и телевизија, ние го плаќаме со цени кои што не се реални и кои што се измислени од X поединци. Штом тоа е така, ние плаќаме на некој начин нешто што не е реално, меѓутоа и тоа што го плаќаме, ние го добиваме со никакви ниски вредности кои што не ни носат никакво благодарување на нашиот дух. Тоа значи дека јас плаќам телевизија која што ми носи звезде гранде или како и да се викаше, некои цртани кои што има постојано насилство,
филмови кои што немаат никаква вредност, кои што буквално во секој филм можеш да видиш само убиства, крвишта и насилство и агресија и некои сатански позадини и смислени сценарија. Значи нема филмови во кои што може да ти се облагороди духот и да научиш некоја мудрост, некоја да созрееш, да бидеш мотивиран за утрешниот ден, да се мотивираш за иднината на животот, да те поттикне за поинакви цели и така натаму. Значи нема такви филмови, нема таква телевизија. Значи ние плаќаме цена која што е дел од зло, која што не е реална. Значи не може да ми каже некој дека телевизија и интернет, не знам колку се плаќа, 1300 до 2000 и повеќе денари. Значи тоа се, замислете, за 2 милиони луѓе, тоа се огромни пари, мислам. Прво, ако ја видиме реалната слика на постоењето на животот и Бога, Бог дал се бесплатно, дури енергијата. Тој Никола Тесла сакал да го постигне, меѓутоа големите мукници и како го спречиле во тоа. Сакал да даде бесплатна енергија за сите луѓе, меѓутоа некој паметен капиталист рекол како може бесплатна енергија кога ја можам да правам пари од тоа. И всушност затоа ние плаќаме енергија, затоа што некој ги искористил матриците на Никола Тесла. Значи Никола Тесла самиот ги продал, тоа е неговата најголема грешка, и ги искористил за одреден поединец да прави огромен против од голема маса на луѓе. Втора работа, постојано добиваме реклами. Рекламите на телевизијата што се чист маркетинг за перење пари од мали или големи бизнеси. Ако ја земеме психологијата позади рекламите, токму тоа е целата психологија, значи да привлече внимание на обичните луѓе за да си ги трошат парите на некои производи и услуги и така натаму. Значи во самиот мотив позади рекламите е тоа. Еве на плоштад можеме да видиме, значи порано плоштадот во Македонија бил во Скопје бил прекрасен со дрвја, со едноставност, со дел бетон, дел дрвја, дел природа. Значи тоа е плоштад каде што доаѓаш и да се прошеташ. Сега на нашиот плоштад имаме огромно платно со реклами кои што постојано вртат. Значи ти кога поминуваш таму, од една страна гледаш хотел кој што е луксус, гледаш коцкарница, значи обложувалница, гледаш кафичи наредени постојано на секој чекор и гледаш огромен бим каде што имаш постојано реклами. Значи ти кај да отидеш си бомбардиран од сите страни за купување, за трошење на своите пари, за дека твојот живот не е доволно добар затоа што не можеш да се вклопиш во луксузот, во материјалното, во овој начин на живење кој што е даден во матриксот, кој што е наметнат, дека ти не можеш без овие нешта да живееш. Штом такво чувство ти се ова во тебе, ти неизбежно имаш чувство дека со тебе нешто не е во ред, или ти си сиромашен, или ти си нешто на погрешен пат во животот и затоа имаш помала вредност од другите луѓе кои што имаат пари. Бидејќи на некој начин матриксот навел дека парите се идеал и најголема вредност во општеството, бидејќи ако ги немаш ти не си никој ништо. Еве ако ве вратам пред 1000 години. Значи кога парите, па не мора ни пред 1000 години, еве 2-3 века, каде што парите не биле толку на пиедестал. Значи парите и материјалното и значи капитализмот и најголемиот империализам е наметнат највеќе од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Значи овие 2,5 века до сега е направено најмасовно зло во сите општества на земјата. Значи порано не се живеело многу едноставно, многу попринципиелно. Значи имало неверници, имало зло, имало и Библија, имало и цркви, значи иделе луѓето во цркви, имало некои вредности кои што биле измешани, кои што се држеле де е зло, де е добро, значи имало некој баланс и борба постојано, меѓутоа не било до овој степен наметнат ваков стил на живење, каде што ти живееш као да мислиш дека со тебе нешто не е во ред, само затоа што ти не си вклучен и вклопен како идеалот на овие лажно успешни луѓе, бидејќи се лажно успешни луѓе, ако ги ставиме во, да кажеме, пред еден век, каде што ги немаат сите овие можности, ќе видиме дека и тие ќе бидат еднакви како и сите нас. Затоа што
се ова, материјата што е создадена од молови, од продавници, од облека, од бренд, од шминки, од се она што го дава матриксот на идеал, на идеално на естета, е измислено. Значи, сите ние доаѓаме голи на овој свет и сите си заминуваме голи. Тоа ни кажува дека се во меѓувреме што се случува е нешто што е наметнато од човекот. Затоа никогаш не треба да дозволи човекот, обичниот човек, да се вклучи во тој матрикс и да стане дел од нешто што не е реално, што не е живо, што му го убива духот, бидејќи таму каде што е материјалното, таму не може да постои духовното, смиреното, едноставното, љубовта, срдечноста. Затоа луѓето едноставно ги изгубија вистинските вредности на другарување, на пријателство, на искреност, срдечност, бидејќи во трката за тоа материјално и преживување на овој матрикс, тие изгубија вредности кои што ги имаа можеби во комунизмот и социјализмот, каде што можеше да отидеш на плоштад и да седнеш во недела или сабота, не знам, и да имаш милион луѓе околу тебе и со сите да се поздравиш со искрена и срдечна намера, затоа што знаеш дека некој ти е комшија, некој го знаеш преку некој и имаш едноставно љубов кон секој човек. А сега одиш во кафич и дигната глава, его, не те познавам, не сакам да те ниту да те запознавам, затоа што ти си под мојата черга. Ти си под мојата вредност. Ти немаш пари, сега ти си чао, пријатно дружи си се со сиромашни. Значи се изгуби таа внатрешна духовна суштина кај луѓето да се живее, но и да се види кај другиот. Еве, јас сум била, значи, дете кое што било растено во кое што не биле, да кажам, наметнати волку драстични разлики во општествените социјални слоеви и ние сме растеле и богати и сиромашни малте не еднакво. Значи, немало, дури оние кои што биле побогати во тоа време не се чувствувала таа поделба. Сега се некако се алудира на тоа на кој колку може, кој колку има, кој од каде доаѓа и така натаму, верувам ви е јасно за што зборувам. Но ајде малце ќе се навратиме на оној момент каде што зборував за филмовите. Значи, од филмовите ќе почнам, а ќе завршиме и така ќе го завршиме ова видео со сите аспекти кои што денеска живеат во тој матрикс. Значи, веќе кога еве го спомнав и тој период, јас кога си имам родена, значи во тие периоди имавме филмови, имавме цртани филмови каде што навистина беа убави и интересни, едноставно не те вовлекуваа на зависност да не можеш да прекинеш да ги гледаш, значи траеа по некои 5 до 10 минутки, тоа е едната страна. Во денешниот матрикс имаш цртани каде што имаш постојано агресија, насилство, постојана зависност ти влева да едноставно или ги гледаш цртаните филмови или потоа ги играш на телефон, значи тоа се јавува кај детската психа. И самите филмови на некој начин носат насилство, носат немир, значи носат едноставно пример на живот кој што те учи да се прилагодиш на матриксот и дека тоа е нормален начин на живење. Например, ако се сетиме на поредишните филмови, делот нив се The Mission со Роберт Де Ниро, The Devil's Advocate со Ал Пачино и Киано Ривз, значи каде што имаше примери на Бога со злото, значи каде е злото, како може да те намами злото. Мисијата со Роберт Де Ниро, филмот, значи те учи на тоа дека сите гревови на некој начин се наплаќаат во животот. Значи имаш поента, суштина, некоја длабочина во филмот која што ти дава насока како правилно да живееш. Значи денеска тоа го нема. Денеска во општеството што можеме да видиме? Значи можеме да видиме на секаде обложувалници, коцкарници, молови, трговски центри, трговија од секаков вид, машини, алати, продавници за чевли, часовници, шминки, производи за убавина кои што ти наметнуваат обврска и потреба за купување од истите, бидејќи иначе не можеш да живееш од нив. Лаги на секој чекор од рекламите,
описите што се во нив, дека не можеш без ова, дека ова ќе ти донесе, ќе ти излечи депресијата, дека ова ќе ти донесе, не знам, ќе ти ослабне за еден месец, па се до ресторани, измислени услуги како осигурителни компании, ногти, естетски салони за менување на изгледот на некој начин со тие современи филери, третмани, масажи со разновидни апарати. Значи, овие салони за убавина донесоа еден масовен маркетинг и најмасовно перење на пари од нив, бидејќи еден третман ти чини, не знам, таму 6-7 милијади денари, а всушност тоа е само физички да те поправи малку, а духовно не може ниеден салон за убавина духовно да те облагороди, да те прочисти, бидејќи чистењето е токму во тргнувањето од телесното. Така што вие си ги давате парите на некој начин, на некој кој што прави пари од вас, а духовно на никаков начин не ве облагородува. Вие имате задоволство, може би дента, 2 дена, 3 дена, ама после 5 дена се враќате на старото, исто како да не сте го направиле тој третман или не сте го ставиле тој филер. Значи, вие живеете на некој начин само за другите, само за да јас естетски бидам совршена пред другите, а при тоа во меѓувреме јас си го живеам своето празно јас, бидејќи само празното јас бара надворешно совршенство. Само празното јас бара што? Бара потврда од другите. И тоа е целата реалност на денешниот 21. за жал век. Но ајде да се вратиме на телевизијата. Што е со забавните шоуа од Звезде Гранде, од Idol, American Idol и така натаму, каде што на некој начин даваат пред луѓето анимација. Значи ти твоето слободно време да не го искористиш продуктивно, туку да гледаш. Ние најдовме брз начин на развој на млади или позрели луѓе за брз успех, и тој брз успех нив им го даваме на некој начин бесплатно. Ние со тие пари што ги правиме ве анимираме вас ништо да не правите во животот. И имаме чист пример како што е тоа Лиам Пейн, кој што си замина, кој што го напушти овој свет. Значи, токму од таквите шоуа, брзиот успех носи пат кој што не може Бог да те научи на некој начин низ макотрпна работа и развој на својата професионална кариера и развој на својата личност, низ важни животни лекции кои што треба да ги научиш, ти на некој начин брзо успеваш и се водиш, влегуваш во индустрија каде што ти се наметнува зло. Дрога, алкохол, брз начин на живење, значи во таа слава се губат вистинските вредности. А кога се губат вистинските вредности, ти неизбежно се водиш кон духовен пропаст. И ваквите шоуа кои што се измислени од човекот, можеме да видиме дека што се едно најголемо зло со две острици на некој начин. Обичниот човек го анимира, тука седи, обстојува и гледа и на нас секој ден, со нашите глупости. Значи, ако отвори некој Звезда Гранде, ќе види едноставно едно село. Таму село и тоа продукција направена, мислиш, боли глава врв, значи професионално. А таа всушност најголема селска идила да има во неа. И имаш од таму излагаат звезди кои што с младите денеска ги слушаат и заради тоа што ги следат и ги величат на некој начин овие поуспешни звезди, тие внесуваат во себе идеал, вредност дека тоа што го даваат овие луѓе е квалитетно, правилно, а всушност им ја уништува енергијата, бидејќи тоа што го даваат како музика, како стил на живење пред луѓето денеска пред социјалните мрежи, даваат поинаков погрешен начин на живот од она како што треба да живееме. Едноставно, приземно, реално. Се додека човекот ги поддржува овие сите мали нешта, се дотогаш ќе владее злото во општеството. И луѓето едноставно се толку во чудење од каде се произлезе овој начин на живење кој што е хаотичен и кој што е тотално деградиран и погрешен и во кој што се изгуби она што се живееше некогаш во минатото. Луѓето едноставно приметуваат дека нешто не е во ред со светот и со општеството. Меѓутоа, еве ви ги деталите. Од сите аспекти вие го поддржувате злото затоа што едноставно сте поединец кој што е никој и ништо во општеството, а секој еден од вас поединечно да почне да прекинува поддршка
на зло и вакви индивидуи да почне да се буни, да почне да го крева гласот и да почне да станува независно суштество со свој достоинствен глас кој што ќе има право што бира, каде бира и кого одбира и зашто живее и каде си ги дава своите заработени пари. Значи тоа е високо развиено духовно суштество со интелигенција која што ќе едноставно ќе рече нема ти мене да ми го водиш животот и да ми наметнуваш мене цени и јас мојот вложен работен труд кој што сум го вложила и кој што сум го дала на некој начин ти мене да ми ги зимаш парите. Значи кога ќе се стекне овој внатрешен разумен и рационален став во себе за тоа што се прави во животот, тогаш може едноставно полека човештвото да се одврзе од овој матрикс. Бидејќи ова е знаете кога ќе пуштиш топката низ снегот и кога вртиме, значи се поголема станува. Ова се поголемо и поголемо станува и ќе станува. И затоа сведочиме глобално затоплување, затоа сведочиме глобални катастрофи, затоа сведочиме глобално духовно страдање кај луѓето и толку депресија, анксиозност и несреќа во нивните животи, затоа што е одвоен од едноставниот стил на живење. Човештвото еден ден неизбежно ќе дојде до тој стадиум на тоа да се запраша, односно тоа да увиди дека се тоа што го живее сега е всушност целосно погрешно. Тоа секој еден човек можеби во еден дел од животот ќе го спозна и ќе го види, ако не сега, можеби човештвото за едно 50, 60, 70 години кога ќе Бог ќе ги нареди нештата да едноставно се пробуди човештвото, а одиме кон тој пат натаму, тек тогаш ќе видиме дека сите овие 2000 години биле една многу голема потрошено време, затоа што се живеело и се потрошиле години, живци, нерви, енергија и се она што постои на нашиот физикус во празно, затоа што целиот живот човекот си го дал за глупост, кога можел да живее многу поедноставно. Можел буквално да работи на пазар и да живее едноставно. Значи, целата психологија на овој матрикс е духовно да ве уништи. Содека вие не сте свесни за тоа и не читате книги, и не проникнувате во суштината на животот, се дотогаш ќе бидете несвесно дел од тој матрикс. Јас апелирам и давам една поддршка едноставно човекот да се разбуди и да излезе од тој зачаран идеал и она превес, како што би рекле ние, на очите и да се разбуди од тој матрикс кој што му е наметнат во општеството, но и во неговото секојдневие како стил на живот. Така што, ето, тоа беше тоа како една генерална смисла за матриксот во ова видео, а во наредните видеа ќе се задржиме малку поединечно за секој аспект и дел во општеството на овој матрикс, кој што на некој начин е лажен и измислен, и ќе влеземе малку во психологијата на сите тие нешта за да можеме да го откриеме лажното его идентитет на постоењето на различните општествени продавници, услуги, предмети, потреби и така натаму. Така што јас ви благодарам, ви посакувам многу љубов, здравје, а ние се гледаме во некој од следните видеа.